Во Северна Македонија, секоја втора жена не е активна на пазарот на труд. Само 43,7% од работоспособните жени бараат работа, што е значајно под просекот на мажите од 61,8%. Ова е значително под глобалниот и европскиот просек. Пандемијата дополнително ја влоши ситуацијата со значителен пад на женското учество. Но причините за оваа неактивност се повеќе структурни и комплексни. Истражувањето на Finance Think покажа неколку клучни фактори за високата неактивност. Родови стереотипи, ставови за работата, традиционалните одговорности за грижата за децата и приоритетите поврзани со домашните обврски. Овие фактори, заедно со недоволната инфраструктура за грижа за деца и стари лица, го отежнуваат патот на жените до пазарот на труд. Јас сум мајка на 3 деца, од кои во моментов за средното детенце нема продолжен престој, па јас морам да го носам, да го земам пред часови и по часови. Додека малото детенце е мало и во градинките нема доволно простор каде можам да го оставам. И во моментов сум невработена, само поради таа причина, прибидејќи нема кој да ги чува моите деца. Како самохрана мајка се соочувам со проблеми околу грижата за моето дете. Во околните детски градинки нема место за моето дете, па се размислувам да си дадам отказ од работа за да можам да се грижам за неја. Резултатите покажаат дека жените имаат од 8,8% до 22,3% поголема веројатност да бидат неактивни. Многу од мајките ни се обраќа дека имаат потреба од згрижување на децата во периодот пред и после завршување на школските часови. Земајќи го во обзир тој факт и фактот дека во Прилеп нема јавен дневен престој во основните училишта, се одлучивме да ги згрижиме тие деца, да им овозможиме квалитетно и безбедно поминато време под надзор на воспитувач, а на мајките да им овозможиме непречено извршување на работните обврски, можност за напредување во кариерата и со тоа да учествуваат повеќе во нашата економија. Инвестициите во сервиси за грижа, како што се градинки, дневни центри и домови за стари лица, заедно со воведувањето на флексибилно работно време и можности за работа од далечина, ќе им помогнат на жените да ги усогласат своите работни и семејни обврски. Претворете го невидливото во вредност. Неплатената семејна работа на жените чини 25% од БДП, а на домакинките 8% од БДП. Да го искористиме неискористениот потенцијал на жените.